вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Боаџиевски. Представници од сите сојузни американски држави, но и гости и државници од други делови од светот. Денот во Вашингтон го започна со заедничка молитва на традиционалниот национален молитвен појадок. Делегација од Македонија учествува на собирот, меѓу кои и македонскиот премиер Никола Груевски. 3400 гости од 175 земји според статистиката на организаторите учествуваат на денешната редовна годишна молитва и прослава на вербата. Настан чии маргини истовремено пружаат добра прилика за контакти и лобирање и дипломатска активност. And please welcome Prime Minister Nikola Gruevski of Macedonia. Ко-председавачот на појадокот, републиканскиот конгресмен Верн Ейлерс, при поздравувањето на државниците му се обрати на македонскиот премиер Никола Груевски дека пред неколку години ја посетил Македонија и дека е убава земја. Американскиот председател Барак Обама во говорот на појадокот порача дека верските разлики треба да ги обединат луѓето, а не да создаваат поделби. Вербата што ги поттикнува луѓето може да промовира поголемо добро, рече Обама и подлече дека нема Господ кој одобрува одземање на животите на недолжни човечки суштества. Меѓу главните говорници беше и поранешниот британски премиер Тони Блер. Македонскиот премиер Никола Груевски ја користи посетата на САД за молитвениот појадок и за средби со американски представници. Вчера имал работен ручек со конгресмените кои важат за пријатели на Македонија на Капитол Хил: Бил Паскрел, Марк Саудер, Ерол Померој и Хари Мичел, како и одвоена средба со конгресменот Џон Танер, кој е председател на парламентарното собрание на НАТО. Груевски одвоено се сретнал и со председавачот на Сенатската комисија за надворешни работи Џон Кери и највисокиот по ранг републиканец во комисијата Ричард Лугар. Around the world faith, hope, and the spirit to follow their dreams. Американскиот лидер на демократското мнозинство во Сенатот Хари Рид изјави дека уште денеска можеби ќе се гласа за планот на председателот Барак Обама за стимулирање на економијата. Конечното гласање треба да уследи по вчерашното гласање, кога сенаторите со апсолутно мнозинство одобрија амандман што ќе обезбеди $15,000 даночно леснување за купувачите на нови домови. Амандманот предложен од републиканскиот сенатор би додал $19 милиарди на планот што веќе чини 900 милиарди. Претходно беа направени измени во клаузулата "Купувајте американско" во пакетот. Подржувачите на иницијативата рекоа дека тоа ќе го зајакне производствениот сектор. Председателот Обама и другите критичари велат дека тоа може да води до трговска војна. Американскиот оддел за финансии ќе ги ограничи примањата на директорите, чии компании примаат владина помош на $500,000 годишно. Председателот Барак Обама и секретарот за финансии Тимоти Гајтнер. Оваа драстична мерка ја изрекоа со коментар дека американците се во право кога негодуваат нивните пари да се користат како награда за нечии неуспех. Предупредување од Белата куќа до финансиските институции кои примаат владина помош поради економската криза. Прекинете со големи бонуси и ограничете ги платите на извршните директори. Со новиот секретар за финансии Тимоти Гајтнер покрај себе, Обама побара компаниите да покажат финансиска воздржаност во замена за владината помош. Високите плати за извршните директори во вака тешки времиња представуваат врв на неодговорноста, рече Обама. Успехот треба да се наградува, но луѓето со право се бунат кога се наградуваат извршни директори за неуспех, а особено кога тоа се прави од парите на даночни обврзници кои самите патат во ситуацијата. Покрај ограничувањето на годишната плата на извршните директори на компаниите кои примиле владина помош на $500,000 годишно, Обама најави нови ограничувања за така наречените златни падобрани, огромни пакети на доместоци за директорите кои ќе напуштат компанијата. Бараме компаниите да преземат одговорност да ја увидат природата на оваа криза и нивната улога во неа. Обама повлече ваков потек по поплаките на јавноста дека компании од Wall Street лани платиле вкупно над $18 милиарди во бонуси за своите директори, иако многу од нив колабираа и побараа владина помош. Советникот за компензација Брус Елик коментира дека самиот председател годишно заработува $400,000. As a matter of fact, there is
Во Конгресот влада е расположение ограничувањето да биде $400,000 не само за финансиските институции, туку на секаде. Мислам дека тоа не е лошо. Во продолжение на Newsflash, домашните и странски автопроизводители се надеват на зголемен интерес за нивните најнови модели на овогодинешниот саем за автомобили во Вашингтон. Годинешниот саем е од исклучително значење, затоа што многу компании се на работ да запрат со работа поради зголемените трошоци и глобалната економска криза. Со над 700 нови модели, меѓу кои најновите, со акцент на економичност и екологијата, автопроизводителите се надеваат дека има понешто за сечи вкус. Председателот на саемот, Џон Орисман, вели дека годинава настанот е особено важен во контекст на новата влада во Вашингтон. Очекуваме посети од одделите за труд и енергетика, со оглед на владината помош за автопроизводителите, вниманието врз нашата индустрија и важноста да се задржат работните места во неа, интересот на владата на Обама е голем. На самитот за екоавтомобили во организација на саемот, првите лица на автоиндустријата дебатираа за енергетските алтернативи. Извршниот директор на Ауди Америка, Јохан Денайшен, предпочита балансиран пристап. Потребна ни енергетска политика што ќе образува транзицијата од тоа каде сме денес, па се до тоа каде треба да бидеме утре. Јас сум против тоа дека решението е една единствена технологија. Независно дали се работи за автомобили на природен газ, електрична енергија или хибридни верзии од двата типа, Брита Грос од General Motors вели дека е клучно производителите да го направат вистинскиот избор. Тешко е. Треба да се решиме со што ќе одиме во иднина, а немаме доволно пари за таков влог. General Motors веќе потрошил $1 милиарда за развој на прототип на електричен автомобил. За сега најголем проблем и фактор е економијата. Стручњаците предвидуваат благо подобрување на продажбата на автомобили веќе во втората половина на годинава. Ова беа вестите за овој четврток, 5 февруари 2009. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Погледнете нашата најнова анкета, но и други содржини на voanews.com/Macedonian. Пријатна вечер, се гледаме утре.